Благодарам, председателе, почитувана министерке, почитувани колеги, почитувана јавност. Се јавив процедурално заради тоа што скратената постапка не дозволува, иако се работи за навистина важно законско решение, скратената постапка не дозволува процедура во која што би можела и министерката, предлагачот, и ние да направиме една поголема расправа за не зборувам за потребата за донесување на законското решение, туку и за амандмански решенија. Имавме време да направиме амандман, но сакам да објаснам на јавноста. Денеска, после седницата, бидејќи граѓаните не знаат 10 седници имаше денеска закажано на пленарни седници и неколку комисии, но фабриката за лаги и манипулации сместена на Бихачка дали не добро видела или за да го спинува протестот кој што беше пред влада на родителите на лицата со посебни потреби, па извадиле некое соопштение кое што патем кажано и неточно. Кажале дека Бихачка ВМРО ДПМН е гласало против ова законско решение, што е апсолутна лага и неточно. Ние во принцип гласаме, односно не гласаме и не се изјаснуваме и постојано јавно и тука и на пресконференции ја критикуваме праксата на владеачкото мнозинство и влада за постојани скратени постапки на сите законски решенија, што ако го видите и извештајот на Европската комисија, критиките се токму по однос на работата на собранието, критиките се токму поради скратените постапки. Од тие причини сметаме дека Бихачка треба да си го повлече денешното соопштение и да се позанимава и да каже што ќе се случи и какво законско решение и какви мерки ќе направат за денешниот протест, да кажеме, на родителите на лицата со посебни потреби и нивните барања, а не да прават дефокус на јавноста со нашето гласање или негласање. Со самото тоа сме направиле еден амандман. Тоа значи дека го поддржуваме законското решение, но сметаме дека да има и друг опфат. Ова ќе го каже при образлагањето на амандманот мојата колешка. Но ние имаме едно прашање кое што е дилема и сметам дека министерката треба да ни објасни. Самото за законско решение во членот стариот постоечкиот 34, а новиот член 1, каде што вели членовите на домаќинството, корисниците на гарантирана минимална помош кои се невработени се евидентираат во надлежниот центар за вработување согласно со Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност, и продолжува. Освен лице кое не е евидентирано во матична книга на родени, а има извод од посебна матична книга на родени и идентификациона исправа под услови и во постапка утврдени со закон. Сега тука бараме дополнително објаснување. Предпоставува дека ќе одговорите дека ова се работи за лицата кои што претходно ги уредивме со овај закон, да. Но видете, јас се имам гласна дилема и мислам дека тука заедно треба да ја решиме. Ако невработените лица, млади возрастни, бараме како држава активно да се пријавуваат секој месец во Заводот за вработување, тогаш кога на пазарот на трудот ќе излезат тие лица, пазарот на трудот е тој, еднаков за сите, така? Тогаш тие лица кои што сега им даваме вакво право, дали тоа не знак дискриминација на лицата кои што активно се изложени на пазарот на трудот? Тоа е една правна дилема која што
да ја расчистиме. Тоа е една дилема која што мислам дека министерката треба да ја објасни, а понатаму во законско решение немаме друга дилема, освен тоа што гледаме дека бројот на домаќинства се зголемил, за жал, на владење на Социјалдемократскиот сојуз. 36.000 домаќинства веќе се, значи, на работна екзистенција и се зголемил во ваше владење. Тоа не е нешто за фалење, напротив, покажува тенденцијата на осиромашување на граѓаните, и сметаме дека има и други лица кои што во амандманот сме ги покажале, ги изложуваме, дека треба да бидат опфатени. Но мислам дека постапно, бидејќи е скратена постапка и не ни дозволува самата собраниска процедура да посветиме поголемо внимание, сметам дека сега е моментот оваа дилема да ја расчистиме, доколку можеме да ја расчистиме секако. И уште еднаш да потенцирам, бика да си го повлече соопштението од денеска, затоа што ВМРО-ДПМН во принцип не ги гласа скратените постапки, опозицијата, значи не ги гласа скратените постапки, затоа што сметам дека тоа изигрување на собраниските процедури и немање на простор за доволна дебата на нас пратениците, кои што патем ги носиме законите. Се надевам, министерке, дека на ова прашање ќе добијам и јас и моите колеги соодветен одговор. Тоа не значи, уште еднаш ќе потенцирам заради фабриката и манипулации на Бихачка, ние ќе го гласаме законско решение, но би требало едно појаснување за да знаеме како таму ова законско решение ќе се имплементира во некој невието. Благодарам.